Гимназиската зграда Свети Климент Охридски, која е ремек дело на охридската архитектура и која со години беше оставена на забот на времето, ќе го врати првобитниот сјај. Стара цели 116 години, гимназијата, која е споменик на културата и сведоштво за континуитетот на просветата во нашиот град, со децении само се крпела. Се досега никогаш не била извршена целосна реконструкција, нити пак санација на објектот во кој се описменуваа генерации ученици. Општина Охрид во 2022 се нафати да го врати првобитниот сјај на овој историски мозаик. Бидејќи се работи за објект кој е под заштита на државата, по изготвувањето на проектната документација и добивање на сите потребни дозволи, постапка која траеше 2 години, локалната самоуправа обезбеди средства во буџетот за внатрешно и надворешно уредување. Работите траат непредвидено долго. Она што се открило кога започнале градежните зафати е застрашувачко. Водата која се слевала при дождовите ги подкопала темелите на гимназиската зграда. Со оглед кога ќе влезете во долните училници, што се гледа дека има оштетување на зидовите, меѓутоа сето тоа пак е влезено во овој новиот проект, не знам дали знаете, кој го очекуваме секој момент да започнеме со длавинско да речам коригирање и санирање на тие површини долу на влезот, во старите училници, во долниот спрат, и да почнеме со санација на кровот исто така. Никој не забележал дека и громобранот на гимназијата не бил во функција. Велковска наведува со што се соочиле при изведување на реконструктивните зафати, потенцирајќи и за тоа во каква состојба била старата и дотраена електрична инсталација. Старата? Да. Таа беше на некој ниво, не можам да ви кажам, без никаква заштита. Немавме хидрантна мрежа, што е апсурдно во 21. век. Имаме некоја атмосферската канализација не ни беше средена од кровот и сите тие работи кои што водата која се спушта нормално по улиците треба некаде да ја прибериме, така? Затоа што тоа пак влие на да речам зградата која што е заштитена како споменик на културата. За волја на вистината, во 2006 година е изградено подкровјето кое во 1937 година било опожарено со поставување на пластифициран лим, на што реагираа стручни лица. И додека трае процесот за враќање на стариот лик на гимназијата, странците се фотографираат покрај овој уникатен објект, коментирајќи дека потсетувал на градбите во Лондон, каде се снимале филмовите од серијалот Хари Потер.